49-годишниот штипјанец Емил Дојчинов е жртвата во тешката сообраќајна несреќа која синоќа се случила на патот Драгоево-Штип. Откако возилото Citroen C5 управувано од него излетало од патот. Во моментот на несреќата заедно со него имало уште двајца. Сите од возилото били извадени со интервенција на пожарникарите. На лице место е испратено едно противпожарно возило и 4 пожарникари. Од возилото се излечени 2 лица кои поради сериозноста на повредите итно се префрлени во клиничката болница во Штип. Каде од страна на доктор, кај возачот за жал е констатирана смрт, додека кај двајцата сопатници се констатирани телесни повреди, од кои кај едниот тешка телесна повреда. Само неколку часа пред кобната несреќа, тројцата пријатели го прославувале празникот на лозарите, на имотот на еден од нив во Драгоево. Вчера тука, кај тој другарчето гледам, седе тие од градот некој, Емил, седе и колку часа вале колата излетела таму на крвината, викам, не можел да ја фана крвината, не, право излетал со колата. И 3 пати се обрнала колата. Тај газата тука што седе вчера, знам го Зоко и гледам многото му скашена, и он се возил таа иста кола. Но патот назад им се прекинал на само неколку километри од дома. Местото каде се случила сообраќајната несреќа е едно од најкритичните на патот Штип-Драгоево. Некогаш токму овде како предупредување имаше сообраќајен знак со црна точка, што укажува на потреба од голема внимателност. Ова место досега се покажало лошо за многу возачи. Опасно е, гледаш дека е двојна кривина. Тука малку да прикочиш и носи. Тука многу пати се случувало и порано. Или пале, само не е имало толку жртва. Оваа кривина гледате колку е тука проширена, рачно е проширена тука со 1 мај, тоа време овчарско стопанство имаше булдожери и они нешто бутат и рачно се тука се оваа избутало да се прошири малку оваа кривината. Треба да се избутне оваа кривина, да се земе благо малку. Во синокешната несреќа со тешки повреди се и сопатниците ЗК 49 годишен и ДК 50 годишен. Освен нив во болница се и двајца кочанци. На влезот во Облешево од патот излетал и 63 годишниот ИГ, кој е хоспитализиран во Кочанската болница. 24 годишник пак е хоспитализиран во Штип, откако во центарот на Кочани излетал од моторциклот и со главата удрил во паркиран автомобил.